Гледај го бе. Поради несогласување со уредувачката политика си поднесувам оставка. Ланчо си поднел оставка, не ќе да работи, не ќе да ме слуша бе. Има уште некој од вас тука што не се согласува? Ја не се согласувам со уредувачка, зашто не се согласувам. Добро, дај си ти оставка. Еве оставка. Газда, и ја не се согласувам со политичката уредничката. А ти шо има се согласуваш бе? Поднеси си оставка ако не. Ти уосталом не си ни у коалиција со нашава редакција. Бе, сум гутињал ја редакцијата. Гутињал редакцијата. Абе, сами ќе работиме. И сега ја и ти шо? Ќе работиме шо? Сами ќе работиме. Лека ноќ, лидери во Европа по загадување Doing Business, Doing Business и другите чуда. Ова се вчерашни новости, местото од каде секоја недела ве носиме чекор за ците. Лека ноќ и од мене, земјо македонска, поздравljавам те. Уште една недела, уште едни вчерашни на Канал 5, интернет и радио Кочани како раскажана радиодрама. Поздрави до емисијата. Останете така или не, почнуваме со вчерашни. Еве што ќе гледате. Ново шоу во вчерашни. Каква храна се јаде низ македонските кујни? Денес овде ќе готвиме еден посебен специјалитет од нашава специфична кујна. Ексклузивно. Ослободени борците на ОНА од плаќање комуналии. Зашто сме се бориле 2001 година? На што личи това? Откриваме кој и што ќе добие во новите политички игри. Нов серијал на вчерашни. Македонските поговорки. Вистина или мит? Започна големата Електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во Електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во Електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Виз Дискаунт клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. I knew you had the secrets in your eyes. So get on this ride, you can say what you like, but we won't get this chance again. You're like a breath of fresh air, so deep under there, and I've waited for so long. Let's take it slow. Времето остава траги на лицето. Но сега можеме да го запреме часовникот и без хируршки зафати или прескапа козметика. Биоцелулар Anti-Age, линија креми против брчки. Ја храни и негува кожата и ја одржува млада и свежа. За помлада кожа, Биоцелулар Anti-Age. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Почитувани гледачи, искрено да ви кажам, понекогаш имам чувство дека ме слушаат. Шо? Ништо. Како и да е, Македонија отвора безбедносна агенција која верувала или да, нема да ги прислушкува граѓаните. За промена. Граѓаните разочарани велат дека Агенција за безбедност која нема да ги слуша е само уште една обична државна агенција која не го слуша гласот на народот.
А додека се одвикнат од тоа да бидат прислушкувани, агенцијата отвори бесплатна линија на која граѓаните ќе можат сами да си кажат што правеле и други важни информации, како што се рецепти, мислење за политичка состојба, како се по дома, сигурна за укладилница и слични работи. Само неколку мигови од како беше објавена веста дека Светската банка во најновиот извештај на Doing Business 2019 ја рангираше Македонија како 10-та најповолна земја во светот за водење на бизнис, се струполи конј. Според информациите кои до нашата редакција ги сподели сопственикот, откако конјот ја слушнал оваа прекрасна вест, се исплашил за својата судбина поради брзиот економски развој кој ја очекува нашата татковина и можноста механизацијата комплетно да ја замени неговата работа. Сопственикот на конјот исто така додаде дека треба да бидеме приземни и да не летаме во облаци, бидејќи секогаш постои опција да паднеме од конј на магаре. Среќни вести за поранешните борци на ОНА. Кое? Имено, советниците на општината Сарај донесоа одлука доживотно да ги ослободат од комунали поранешните борци на ОНА. Кое да? Стрпи се, ќе видиш, Ацо. Сарај. Парис за кондовчани. Ево центарот на вниманието оваа недела. Зборуваме со пензиониран борец на ОНА од општина Сарај. До мене е еден пензиониран борец на ОНА кој што малку повеќе ќе ни раскаже за она кое што е актуелно во медиумите деновиве, односно неплаќањето на ѓубретарина и комунали. Вашето мислење? Што мислење? Зашто? Зашто да плаќам ѓубретарина ја? Зашто сме се бориле ние 2001 година? На што личи тоа? Овој го туриш министер, го председател, го туриш општина, ми а што? Овде ранец сум бил, јас сум се борил за ова овдека. Како што? Како не? Заслуга, тоа сум заслужувал ние. Јас секој што се борил треба. Кушко на телевизион. Заслуга сигурно. Ѓубрерина што е? Малку еден почит да се дава. Тога значи се согласувате со моментот дека ова треба да биде донесено во другите општини? Па да биде донесено, сигурно да биде. Сметаме дека сега треба кој се бори и што има заслуга. Што е да ѓубрерина голема работа. Не почит да се почитува секој што има нешто да А сега зборуваме со градоначалникот на општина Сарај. Господине, од каде идејата? Видете, оваа идеја ни доаѓала многу лесно. Значи сме размислувале и редно време било да се направи нешто што се за овие забранителите што се. И затоа сме решавале да не плаќа они ѓубретарина и комуналец. Они до сега мислим дека не плаќале, али еве од сега официјално не се плаќа. А дали мислите дека тоа не е фер према другите граѓани? Види сега, госпожа, меѓу мене и тебе и другите граѓани и они не плаќаат овој што е комуналец. И како се снаоѓате вие тогаш? Да ти кажувам право, затоа него ни чистиме ние. Добро, вие сте во право, не е ништо страшно со оглед на тоа дека владата одвои 50 милиони за општините да ги покрие долговите, ништо страшно, терете така. Од Сарај, вашата Јелисавета Крстич Поп-Мајбах. Да, многу народни поговорки се пренесуваат од колено на колено. Добивате 200.000 евро од фонд за иновации. А сега за една тема која ја нема во Етиопија. Храна. Екзеклиецо, храна. Од оваа недела почнуваме со шоуто за готвење студентска менза и чирна желудник до 23 години, каде што ќе ги представиме најдобрите менија на студентските домови низ Вечнава. Уживајте, ако можете. Спремни за готвење? Не. Па добро, не се спремни ни во студентските мензи, па готват. Денес овде ќе зготвиме еден посебен специјалитет од нашава специфична кујна, тоа е пире со виршли. За ова јадење ни е потребно инстант пире, кое што го отвораме и го ставаме во тенџере со вода. Откако ќе го ставиме, мешаме со метална лажица, додека добиеме една така поприлично густа, блуткава маса со грудки. Сега, откако пирето е доволно добро промешано, и ја додаваме следната состојка, а тоа се виршли. Доколку виршлите не ви се распаднат во смесата, ќе го послужите како пире со виршли. Доколку се распаднат во водата, може да го послужите како супа. Брзо и вкусно јадење.
За ова јадење ни беа потребни само 27 денари и 20 на минути. Се служи во метална чинија која што претходно може да ја измиете, а и не мора, и се декорира со бубашваба. Рецептот ни го испрати Пеце, студент. Пеце, дали го погодивме јадењево? Да, добро е. Одлично. Би додал ли ти нешто ново? Да, би додал уште една бубашваба. Благодарам. Со ова, денешниот ручек е комплектиран. Пријатно јадење, а ние се гледаме во наредната емисија на шоуто Студентска менза и Чирна желудник на 23. Пријатно. Според членот 21 од Уставот, право на јавен протест добива секоја група која ќе собере повеќе од 20 лица. Поради ова, една мала група граѓани секој ден живее во неизвестност со прашањето дали ќе се соберат во толкава бројка пред собрание за да можат да го одбранат името. Секој ден во 4, бидејќи 8 веќе не фаќа дремка. Мотото под кое оваа толпа секој ден протестира, како што велат тие, правото на протест е нивно уставно право и никој не може да им го одземе, се додека некој од групата не замине на одмор, забар, бања или има нешто да работи. Откако се расшири веста дека за јавен протест се потребни минимум 20 луѓе, се огласи и група фудбалери, кои се решија да одат на протест поради тоа што не можат да најдат слободен термин за сала. Така што и тие си резервираа протест пред собрание, каде слободната улица ќе ја користат да изиграат партија фудбал на мали голчиња, со бољи пар. А ако им остане време, ќе опнати шуто дупе. Номади наклонети кон ориентални верски убедувања неколку дена престојувале под отворено небо и без пријавен престој на падините на Шарпланина. Истите завршиле во Тетовскиот суд, откако полицијата ги приведе поради непријавен престој, зашто добили известување за казни од по 1000 денари. Харе Кришна на Шарпланина конечно откриена причината за дивите сечи на Шара. Имено, локалните жители зацртале цел да привлечат номади, кои се навикнати на голите падини на Хималаите. На овој начин, конечно се подобрува туристичката слика за Шара. Меѓу номадите позната како Шангри Шарала. Се повикуваат сите жители на околината на Тетово и Гостивар да ја подржат оваа сечена дрва, па макар биле и за огрев, зашто повеќе номади да ги посетат нашите магични врвови. А сега одиме на научно-истражувачки терен, каде што е нашиот професор Војдан Марковски. Следува нешто неверојатно интересно и досега невидено. Следува Макбастерс. Народот е мудар, рече самиот народ. Сомневај се во се, од друга страна рече Рене Декарт. Гледајќи го изборот на политичари кој го прави народот, човек не може да не се посомнева во вистините кои ги кажува истиот. Тој човек не е Рене Декарт, туку професор Војдан Марковски или Макбастер. Да, многу народни поговорки се пренесуваат од колено на колено, исто како херпес. Но дали се точни? Останува да видиме. Драганче од Македонска Каменица би сакал да знае за поговорката што во себе содржи човекови елементи и што се тесно поврзани со законите на физиката, микробиологијата и океанологијата. Станува збор за народната поговорка "Фрли рипче, фати крапче". Да видиме! Нигде не гледам крапче. На оваа поговорка и недостасуваат основни параметри. Како каде да се фрли рипчето, за колку време после тоа ќе се фати крапчето и слични работи. Затоа, за сега може да заклучиме дека оваа поговорка не е точна. Ноември е месец на Скорпијата, а Скорпијата е хороскопски знак на когот звездите не се баш наклонети. А со звездите се бават само врвните астрономи. А за врвните астрономи и за врвни резултати од астрологијата се селиме во Струмица. Окрадена е звездата од плоштадот, тоа со дело на познати струмичани, дека што имаш само една звезда, звезда од Горан Пандев. Имаше, сега нема више.
Непознати вандали осквернавиле го вај заштитен културен споменик о второ ниво шо и укралеа звездата. Додека полицијата трага по овие дрски вандали, од општина Струмица вел дека ќе вработат троица чувари и директор на звездата со тоа што таа ќе биде сигурна и безбедна наредниот пат. Добар ден, драги гледачи, и добродојдовте во првиот мега популарен квиз Кој сака да биде Кочо Андјушев? Граѓаните на Македонија секои 5 години избираат председател, секои 4 парламент, а на 4 години си ги бираат и локалните шерифи. Но и покрај толку чести излегувања на гласачки места, нивната судбина најчесто се решава на стаклената маса. Прекрасно кажано, Елена. На маргините на најважните актуелни случувања во земјава, поевтинувањето на дизелот за 1,5 денар, писмата во ВМРО, твитовите на владиниот портпарол и одлуката на Джулија Робертс да не глуми повеќе во романтични комедии, се случи најновата битка на стаклената маса, која камерите на вчерашни успеаја да ја забележат. Да го погледнеме снимениот материјал. Добивате 200.000 евро од фонд за иновации. Ајде, ставам куќа на чебрени галишта. Картите не ти се добро измешани, мислам дека се местени. На секои 4 години ги мешаме картите, ако сакаш пред време ги измешаме, окей. Ама немоја ме квичиш после. Не играм, не ми се игра. Одете во затвор и таму се задржувате 2 круга. Местени се картиве, не е фер. Ке си лежиш, ке си лежиш. Ке си лежиш. Ајде ти си. Зашто не кеш да играш ти со нашите карти? Што им фали на нашите карти? Како е според рамковни, така ќе си играм. Ако треба, јас ќе ви преведувам симултано тука. Тендери, мендери, сум добивал 2 милиона евро на тендер. Вака. Ставам куќа на Дебар, ставам куќа на Струга и на Гостивар ставам куќа. Манда цела Западна Македонија зема. Еве, да не се љутиш, ставам една и на аеродром, кај мајчин дом. Шанса. Одете во затвор 2 круга. Дечки, дај да се договориме нешто. Може да паузирам 1 круг, а да не идам во затвор. Може? Не може. Зашто не може? Нормално дека може. Ја имаш картата собрани на Македонија. Приложи у банка и нема да лежиш. Се ја ќе лежам затвор, он нема да лежи затвор само затоа што има картата на собрание? Ова е дудска игра. Кај кого се дутите, он кажува кој владее со масата. Значи сакаш да ми кажеш дека он има монопол, дека нема да му ја земете ни млекарата, ни хотелот, ни агенцијата за обезбедување. А ти кога се бунтуваше пред собрание, не кеш да се пазариш. Ние сме ти нудиле да го даваш собрание, не си сакал. И сега после, нема кајање. Ајде играј, не љути се човече. Не играм. Види го бе. Не играм бе, не играм. Добар ден, јас сум Џандар Збира. Имате нешто за збирање? Мрдај пред мене. Се извинувам, зошто го апсите човеков? За криминал? Меѓу другото, затоа што ми расипува играта на големите играчи. Аха, значи... Јас не би кажувал ништо повеќе во интерес на истрагата. Предлагам да идеме со нареден прилог. Студио? Македонското Ел Класико оваа недела беше обележано со инцидент во кој градоначалникот на Дебарца, незадоволен од судењето на надпреварот во село Волино помеѓу клубовите Сатеска и Лихнидос Охрид, ја земал правдата во своји раце, фаќајќи го главниот судија за врат. Да видиме што се случило тамо. Слушнав цовки, навреди и најнаш ме нападна господин Зоран Ногачевски, ме фати за врат и во тој момент одреагира полицијата, го трне на него и тој продолжи со навредите, со цовките, дека нема да излеземе од тука, дека нема да напуштиме теренот.
Овој инцидент е пријавен во полицискиот билтен, иако градоначалникот демантира дека такво нешто се случило, при тоа изјавувајќи дека надпреварот поминал во ферплеј атмосфера. Да немало никаков физички напад, немало никакво претепување и што ти ја знам. За да го докаже ова, градоначалникот се повика и на преглед на снимките од ВАР технологијата, која за жал во овој ранг на надпреварување е всушност ВАР-та со која се бојат линиите на теренот. А сега одиме со еден нов квиз. Квиз на кој сите сакаат да ја добијат главната награда, но засега само еден го има погодено тој джекпот. Следува нов квиз во вчерашни. И добродојдовте во првиот мега популарен квиз Кој сака да биде Кочо Ангјушев? Да. Нашиот прв гостин за денеска е Мијалче од Дебармало. Мијалче, здраво, како си? Здраво. Да, Мијалче има завршено педагошки, но за жал не се бави со својата професија. Кажи ми, зошто сакаш да бидеш Кочо Ангјушев? Кој не сака да биде Кочо Ангјушев? Човекот е генијалец, од ништо направил нешто. Плюс е влада. Нема кој не ќе биде Кочо Ангјушев, зашто не би сакал ја? А, например, Орце Камчев? Се шал, немаме лиценца за тоа е сосем да не го тупиме. Идеме со првото прашање. Режија, дали ќе може? Прво прашање. Дали сакаш да си Кочо Ангјушев? Под А. Да. Под Б. Да. Под В. Да. И под Г. Да. Да, тешко ова прашање, мора да кажам. Ја. Може да го искористам джокерот, да се јавам на пријател? Режија, дали ќе може нашиот Мелчо да го искористи првиот джокер повикај пријател? Ало? Те гледаме, сине, многу се убав. На квиз сум тука. Кажи ми, сакам ли да бидам Кочо Ангјушев? Убаво е да си Кочо Ангјушев, ама да не си навлечеш беле на врат, да не викаш после и ти, ова е политички прогон. Добро. И што правиме? Разочаран сум малце, не сум баш сигурен. Ја мислам да го искористаме вториот джокер, да видиме што мисли публиката. Добро, така е, публико. Нашиот Мијалче сака да го искористи својот втор джокер да побара помош од вас. Ќе ве молам да ги земете тастерите во своји раце и да му помогнеме на Мијалче, нели, да го даде точниот одговор. Можеме. Добро, и ги имаме резултатите. Значи 99 гласале нели, дека да е точниот одговор, дека сакаат да се Кочо Ангјушев, само еден не. Да не го имаме Заев у публика. Добро, јасно е, мислам дека е јасно, освен ако не сакаш да го искористиш својот трет джокер. Јасно е, ама... Знаеш како, ја мислам дека пак е комплицирано и за да бидам сигурен ќе го искористам и последниот джокер 50-50. Во ред, Мијалче иде и со својот трет джокер, тоа е 50-50. Можеме. Ево. Значи, остана под Б да и под да. Да, добро. Мијалче? Мислам дека е јасно више, сега да не го тупиме. Мојот конечен одговор е под А, да. Мијалче, дали некојаш ти се свртела среќата? Па не памтам да ти кажам. Овој пат, по кој сака да биде Кочо Ангјушев, твојот одговор е точен. Така е. Точен е, но, Мијалче, немаш среќа. Немаш среќа затоа што не може секој да биде Кочо Ангјушев, нели? Мијалче, ни падна хромат.
Ви благодарам, драги гледачи, тоа беше се. Се гледаме наредната емисија. Пуштај шпица побрзо. Moram da si kupam ja, da ne poludam. Mamo, spasi me, mamo, spasi me. Moram сега да ја освојам, јас да ја освојам. Moram da si kupam ja, da ne poludam. Mamo, spasi me, mamo, spasi me. Супер С звучи одлично. Аплицирајте за ненаменски потрошувачки кредит до 1.200.000 денари. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Започна големата Електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во Електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во Електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Брит Флойд во Скопје. The World's Greatest Pink Floyd Show за прв пат во Македонија со Eclipse World Tour. 14 ноември VIP Арена. Подгответе се за совршено аудио и визуелно доживување со Брит Флойд во Скопје. Глобалното затоплување не ја заобиколи ниту Македонија, додека во поголемиот дел од градовите температурите се невообичаено високи за овој период од годината, делови од државата, поконкретно во 69 штабови на ВМРО ДПМН, се под закана на арктичка зима. Вито, дали е точно дека 28 премрзнати, 14 завеани и 70 настинати функционери е билансот после замрзнувањето на имотот на најголемата опозицијска партија? Да. Многу креативно. Да не е Арчи случајно таму за да каже студио? Да. Студио? Ти благодарам, Арчи. А ние дојдовме до почетокот на вчерашни. А како што рекол познатиот Драган Којик Кеба, секој почеток е тежок на свој начин. Така е, Јелена. А ние со нас се гледаме за една недела во 19:30 часот на Канал 5 телевизија. Добро утро на сите, освен на тие што пишуваат не знам споено. Тоа не беше се за оваа недела. До наредната следете не на нашата Facebook и YouTube страница. Вие сте Чекор за ците. Останете така. Останете така и од мене. Добро утро.